ваквото отстранување на новинарите од Собраниската галерија значи исклучување на јавноста од работата на Собранието. Значи, иако Уставниот суд во еден пасус може да се насети дека дава одговор дека ова навистина значи исклучување на јавноста, од целокупноста на одлуката може да се дојде до заклучок дека тие ова не го третираат како исклучување на јавноста. Ова прашање е исклучително битно за тоа што согласно член 70 од Уставот на Република Македонија, значи одлуката за исклучување на јавноста Собранието ја носи со двотретинско мнозинство. Значи, ова одлука е толку битна што уставотворецот решил дека таа се носи исклучиво со двотретинско мнозинство од сите пратеници во Собранието. Спротивно на ова, значи, во одлуката на Уставниот суд, основата за отстранување на новинарите од Собраниската галерија се наоѓа во членот 43 од Законот за Собранието. Значи, доколку се имало предвид хиерархијата на правните акти и фактот дека Уставот е највисок правен акт, не може, значи, некоја одредба од Закон за собрание, која што е во колизија со одредбата од Уставниот суд за исклучување на јавноста, да има предимство во една одлука на Уставен суд. За мене ваквата контрадикторност со одлуката на Уставен суд е нешто кое што сигурно понатаму ќе биде експлоатирано во постапката која што, како што кажа Насер, ќе биде поведена пред судот во Страсбург. Друго спорно прашање, она кое што го отвори Наде на почетокот на нејзиното излагање, а тоа е од неопходноста на ваквато отстранување на новинарите во едно демократско општество. Значи, иако во нашето барање беше инсистирано да Уставниот суд го спроведе трипартитниот тест на кој што судот во Страсбург инсистира да се спроведе во секој случај кога постои ограничување на некое право гарантирано со конвенцијата, Уставниот суд тој тест воопшто го нема во предвид при одлучувањето по нашето барање. Значи, она што е битно, што е за нас најбитно тој трипартитен тест е третиот дел од тој трипартитен тест, односно неопходноста на ограничувањето во едно демократско општество. Ова подразбира дека оној кој што одлучува треба да направи еден баланс помеѓу легитимната цел која што се настојува да се оствари со ограничувањето на правото, со мерката која што се превзема и со која што се ограничува самото право. Легитимната цел според одлуката на Уставниот суд во конкретниот случај е физичко обезбедување на новинарите, додека мерката која што се превзема е отстранување на новинарите од галеријата на Собранието и со тоа исклучување на јавноста од одвивањето на настаните на 24 декември. Во поглед на значењето, значи на присуството на јавноста, не би зборувал многу. Сите сме свесни кое беше значењето да јавноста биде објективно известувана за овие настани, бидејќи до ден денес постои дебата и се води дебата помеѓу власт и опозицијата, дали во случајот има грубо прекршување на Уставот, рушење на уставниот поредок и така натаму, или пак има едно легитимно постапување на собраниското обезбедување при овие настани. Доколку, значи, новинарите беа постојано присутни таму, снима и известува за сето тоа, на јавноста ќе беше многу полесно да донесе свој суд во поглед на ова прашање. Од друга страна пак, самото обезбедување на новинарите, кое што се дава како причина за нивното отстранување, е во најмала рака смешно објаснување за нивното отстранување. Сите сме свесни дека тие физички не беа загрозени од настаните кои што се одвиваа во Собраниската сала. Значи, тие се наоѓаа физички на самата галерија, додека евентуалната конфликтна ситуација беше во самата Собраниска сала. Тие не беа на ниеден начин загрозени од она што се случуваше, како што кажав, во самата Собраниска сала. Од аспект на ова, значи, ова е битно за тој трипартитен тест на кој што Страсбург сигурно ќе го примени на дадената ситуација, и доколку го примени на овој начин, јас сум убеден дека ќе утврди дека постои повреда на слободата на изразување на присутните новинари.